Електронското гласање на диаспората е обид за изборна кражба, но и доказ дека ВМРО-ДПМН има сериозен пат на поддршката, која сега сака да ја надополни со гласови од диаспората. Сака шверцерски да се воведе електронско гласање на диаспората без соодветни механизми на контрола, проверка и гаранција за тајноста на гласањето. Додека секој граѓанин кој гласа во татковината минува ни строги процедури, проверка на личен документ, потпис во избирачкиот список и идентификација со отпечаток од прст, Мицковски сака за околу 200.000 потенцијални гласачи во диаспората да нема исти правила и да нема никаква контрола. Без да се гарантира дека гласот е даден лично, со можности за злоупотреба од ВМРО, со притисок, со присуство на други лица и злоупотреба на идентитетот на гласачот. Да не може да се гарантира ниту дека е почитувано основното демократско право, тајното и слободно гласање. СДСМ нема да дозволи изборен грабеж. Со 10.000 амандмани ќе ги искористиме сите демократски и парламентарни механизми за да го спречиме овој опасен обид за поткопување на изборниот процес. ВМРО-ДПМН пак обвинува дека СДСМ и Левица здружено и намерно ги блокираат измените на изборниот законник со над 10.000 амандмани. Партијата и денеска со отворен предлог до опозицијата. Ако се дозволи електронско гласање на диаспората, власта ќе го прифати секој амандман поднесен од двете партии. Венко Заев се плаши од народот и сега, откако претходно го избрка народот од сопствената држава. Денеска тој се противи истите тие луѓе кои си отидоа надвор од државата токму ради него и Заев гласаат по електронски пат. Затоа Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз одат директно против македонската диаспора и незиното гласачко право. Од друга страна, Апасиев и Левица алчни за пари, иако претходно им беа прифатени сите нивни барања да бидат внесени во новиот изборен законник, а тие се однесува стрикно само на тоа да добијат што повеќе пари како политичка партија, истите денес го блокираат законот. Апасиев и Левица, сакајќи да глумат тврдокорни пред своето мало гласачко тело, рекоа дека нема да се потпишат за носење на новиот изборен законник, а притоа ќе повториме дека сите нивни барања беа прифатени, а се однесува стрикно на поголема финансиска можност во делот на финансирање на нивните кампањи. ВМРО-ДПМН и натаму стои со отворен предлог да ги повлечат амандманите, да поднесат амандмани за начинот на гласање, за начинот на поднесување на приговори, а тие да ја поддржат македонската диаспора да гласа по електронски пат на следните председателски избори. Вреди утрово и официјално ги потврди имињата на новите министри кои ги превземаат ресорите правда, односи помеѓу заедниците и култура и туризам. Донесена е одлука представници на коалицијата во владата да бидат личности кои носат нова енергија, одговорност и посветеност во служба на граѓаните. За министер за правда е предложен универзитетскиот професор Јетон Шасифари. За министер за односи помеѓу заедниците е предложен Нагон Фарати. Додека за министер за култура и туризам е предложен Седат Сулемани, посочува од партијата утрово. Своите функции во новиот владин состав ќе продолжат да ги извршуваат Беким Сали како прв вице-премиер и министер за европски прашања, Бесар Дурмиши како министер за економија и труд и Мухамед Хоџа како министер за животна средина и просторно планирање. Откако претходни имињата ги објави ВМРО-ДПМН, листата на нови министри заедно со нивните биографии се очекува да биде доставен до собранието најдоцна до утре, а изгласан до средината на јули. Министерот за одбрана утрово даде отчет за сработеното во изминатите 2 години. Мисајловски најавува и реализација на повеќе нови проекти, но и нов колективен договор за вработените.
Стигна артилериските системи Борано, сојузничка Турција, имавме настан, ги ставивме во функција и тоа е навистина еден одличен проект. Стигна дел од опремата Мистрал 3, каде што исто така известивме, но очекувам до крајот на годината целокупниот проект да заврши, каде што ќе стигнат сите останати делови од опремата. Исто така сакам да ме информирам дека до крајот на годината треба да стигнат двата хеликоптери со договорот со Леонардо и во наредните години исто така динамиката да биде запазена. Туку имавме големи предизвици во делот на сервисирање на обврските, во делот на техничките работи, на правните работи, но сме на добар пат целосно за овој договор да биде, се разбира, успешен. Оно што исто така сакам да го истакнам, ако на почетокот кога дојдов како министер за одбрана немаше доволно униформи за војниците што требаше да се примат, сега сакам да најавам дека во тотал од нашиот буџет, но се разбира и со нашите сојузници пред со Турција, во моментот сме во постапка, имаме набавено над 7.000 пара чизми, над 8.100 униформи. Исто така набавивме 1250 шлемови, 1250 балистички елици, опрема за АБХ единицата до 2000 парчења, над 2500 парчења поединечно, и ова мислам дека ќе биде континуитет, не мислам, сигурен сум ќе биде континуитет и исто оваа година планираме за сите единици во наредниот период целосно ова прашање да биде надминато и постојано да биде теконо. Оно што сакам исто така да ме информирам дека со поддршка на Европскиот мировен фонд во 3 пакети добивме 40 милиони евра, над 40 милиони евра, плюс 2 милиони евра за балканските медицински сили. Во текот на минатата година, нашите припадници учествуваа на вкупно 34 вежби, од кои 8 во државата и 26 надвор од неа. На македонска територија се извежбуваа повеќе од 3300 припадници. Дополнително, околу 500 припадници на армијата учествуваа на вежби во странство. Овој висок интензитет продолжува и во 26-та година. Во државата се планирани вкупно 4 вежби, од кои веќе 3 се реализирани, а нашите припадници ќе учествуваат и на 26 вежби во странство. Тоа представува континуирано вложување во борбената готовност, интероперабилноста и способностите на армијата. Во овој контекст, назначена за нас беше вежбата Блесок 26, во чии рамки се реализираше оценувањето на нашиот врвен НАТО приоритет, лесната пешадиска баталјонска група. Стекнувањето со статус Mission Capable или борбено подготвена е огромен успех, кој што е резултат на јасна стратегиска насока и напорна работа. Две малолетнички во текот на вчерашниот ден биле повикани на разговор во полициска станица по објавените видеоснимки за нововрсничко насилство во аеродром. Инцидентот во полиција вчера го пријавила мајката на нападнатото девојче, откако видеата беа објавени на социјалните мрежи. 31 годишна жена пријави дека на 30 јуни околу 22 часот во парк на подрачјето на општина Аеродром нејзината 12 годишна ќерка била физички нападната од 14 годишна малолетничка која била заедно со нејзина другарка и кој претходно ја натирале во 2 наврати да клекне на колена и да се извинува. Потоа, откако тргнала да си оди, била физички нападната од друга малолетничка, целиот чин бил снимен со мобилен телефон од повеќе деца кои биле присутни, а едниот од нив го познавала и лично. Истиот ден во полициска станица е извршен службен разговор со две малолетнички во присуство на нивните родители, информираат денеска од Министерството за внатрешни работи. За случајот е известен јавен обвинител за малолетници и меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Се превземаат активности за утврдување на идентитетот и на други инволвирани малолетни лица за целосно расчистување на случајот, пошто ќе бидат поднесени кривични пријави за сторено кривично дело насилство и за запуштање и малтретирање на малолетно лице, информираат од Министерството за внатрешни работи. Зголемениот број на туристи во Охрид, но и интересот за адреналински спортови ја зголемува и потребата од спасители. Во Црвениот крст Охрид во моментов има 25 активни волонтери. Зголемениот број на туристи и побарувачката на адреналинските спортови во кои се комбинира физичката активност со природата ги активира спасителите на планина. Околу 90% од интервенциите се случуваат во екот на летната сезона. Пријавените случаи најчесто се поради повреди, густа магла, губење одруни на карпи, ниски или премногу високи температури, а последниот драматичен инцидент со парагледеристите во Охрид го вклучи алармот. Специфичен е нашиот регион по типот на активности кои што се изведуваат
Имаме доста од оние така наречени по-груби хард авантуристички активности, кај што ризикот е и доста повисок. Тука е параглайдингот, тука е качувањето на карпи, тука се возењето планински велосипеди, возењето на офроуд возила од најразличен карактер, така што немаме некоја јасна анализа од кој, да речи си, од сите овие активности има несреќи. Неретко се случува да имаме исчезнати, залутани планинари, меѓутоа многу помалку се повредите или несреќите каде што се вклучени планинари, значи хајкери, луѓе кои што се движат пешки на планина во однос на оние кои што користат некои од адреналинските активности. Регионот е специфичен, има доста авантуристички активности, најчесто барани од странските туристи каде ризикот е повисок, потенцира до Деске. Како што тече времето, значи овие последни неколку години веќе бројот на несреќи во кои што се странци се учесници е веќе повисок во однос на претходно. Претходно имавме многу поголем број на домашни. Меѓутоа тоа исто природно, бидејќи се поголем број на посетители, значи како што расте бројот на посетители, нормално да растат и бројот на несреќи, така што последниве неколку години особено сите поголемиот дел од несреќите се каде што учествувале странски државјани. Планинарската спасителна служба во Охрид располага со 25 активни волонтери која делува во регионот околу Охридското езеро. Нина Ритоновска, Сител телевизија. По повеќе години запуштеност во Прилеп се возобновува така наречената рајска градина со над 100 екзотични птици. По пауза од повеќе години така наречената рајска градина во Прилеп на паркот на Револуцијата повторно ќе го врати својот стар сјај. 8 кафези ќе се наполнат одново со 100 украсни и екзотични птици, кои што ќе ги донира и за нив комплетно ќе се грижи Зоран Дурланов, одгледувач на ваков вид на птици од Прилеп, заедно со уште неколку други љубители на ова хоби. Дел од животните ќе донира и Битолската зоолошка градина. ЈКП Комуналец продолжува со работа на терен, со одржување на парковите, зеленилото и јавните површини, затоа што уредениот град и грижата за природата се заедничка одговорност. Со вакви проекти покажуваме дека со соработка меѓу институциите, граѓаните и општествените одговорни луѓе можеме да направиме позитивни промени за Прилеп. Донаторот на украсните птици, Зоран Дурланов, вели дека Прилеп е познат на целиот Балкан по бројот и видовите на украсни птици, како и по бројот на одгледувачи на истите, а со оваа мини зоолошка, која што ќе може да ја види секој посетител на Прилеп, само ќе се потврди тоа. Прилеп е познат по одгледувачи на птици во цела Македонија, па и на Балканов цел. Организираме изложби, одиме на такмичење во Италија, во Србија, во Бугарија, сегде. Ќе донесеме разни видови на папагали, како на пример тигрици, ќе има нимфи, ќе има розин колинс птици, розели, ќе има александри папагали, па пауни ќе пуштиме долу, па некои други украсни птици. Се што можеме да донира нашите љубители на птици од Прилеп, што ги одгледуваме дома. Кафезите во моментов комплетно се реновираат, се покриваат со заштитна фолија и мрежа, а ќе бидат и реновирани и куќичките за престој на птиците. Ќе бидат исполнети сите стандарди потребни за чување на ваков вид на животни. За нив ќе се грижам јас, на пример, ќе најдам екипа моја, ќе се грижиме за нив ние, за хигиената, за одгледувањето, за исхраната нивна, па тука да се може се размножува, па и така. Да му покажеме на луѓево, на граѓаниве, пошто немаме зоолошка градина, да биде како мини зоолошка, да сака да дојде овде на парков. Освен птиците, во кафезите ќе бидат пуштени и украсни видови на зајаци. За Сител Дарко Штарговски. Дел од жителите на Чешиново Блишово излегоа на протест поради несовесното однесување на возачите на камиони кои секојдневно им ја загрозуваат безбедноста. Жителите на село Соколарци во општина Чешиново Облешево излегоа на мирен протест за да го искажат револтот од несовесното однесување на возачите на тешки камиони кои превезуваат глина од околниот локалитет. Велат дека камионите го уништиле патот кој минували селото, не поседуваат се ради за осигурување на товарот, возат над дозволеното ограничување и стравуваат за својата безбедност и на нивните имоти. Месец дена и нешто уште вратат по 5-6 камиона, но стоп и неконтролирано се возе. Многу брзо.
Пато се уништува, има народ тука што минат, кои се уништуват. Брзовозие е неконтролирано, селото го минат со 60-70, а од селото на ке Спанчево, на ке Кружнио, дури 80-90 воз. Многу голема брзина, ово е населено место прво. Значи асфалтот скоро, нема 2 години како е направен. Целиот е пропаднат. Нашите коли се кршат, не нивните. Никој не внимава. Секој си гледа својата работа да се заврши. Со проблемот велат ги запознале надлежните институции, но досега не добиле никаков одговор. Доколку не се преземат соодветни мерки, се заканија со радикални чекори. Ако не се преземе во кратко време, ќе го блокираме патот, ќе поставиме земјоделски машини да не се мине. Само леки коли ќе пуштаме од овде. Товарен возила не. Од компанијата Винербергер до Елвиница, која го врши искупувањето, вела дека ги поседуваат сите валидни документи за експлоатација на минералната суровина глина на локалитетот Горица 2 и село Соколарци, кои се јавно достапни. Како носител на концесијата, по завршувањето на активностите, кое ќе биде наскоро, ќе се изврши увид на штетите настанати од операцијата на транспортот на глината, а по искажаното незадоволство го задолжиле изведувачот на почитување на сите законски обврски за безбедност во сообраќајот. За Сител, Трајан Ристовски.